Почудувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1. Велам добар ден за колегата Дејан Андоновиќ и за неговата анализа на вестите од регионот и светот. Добар ден. Добар ден. Продолжуваме со Косово како една од најактуелните теми вчера и денеска. Денеска имаше протест во Митровица. Се веја српски знамења, се пуштаа српски песни. Да, имаше протести, да. Протестите поминаа, нели, како чин на револт на тамошното српско население поради вчерашната акција на косовските безбедносни сили, односно косовската специјална полиција, која изврши упад во неколку српски општини, меѓу кои Северна Косовска Митровица и најмногу во Зубин Поток, каде што прикажа, барем според она што успеавме да го видиме по снимките, но и по обвинувањето на Белград, направи брутален упад, апсејки 20 на припадници на косовската полиција од српскиот ентитет, српска националност, но и босанци и албанци кои беа осомничени за корупција, за криминал и пред се, веројатно најголем греф на нив е што правеле, нели, шверц со онаа српска забранета стока која е оцаринета од страна на косовската влада. Тие денеска протестираа, се шпекулира со огромни бројки на протестите, но тоа и не е толку важно. Денеска оценката на Белград и председателот Александар Вучиќ е дека состојбата во Косово денеска е многу потешка од вчера, алудирајќи на тоа дека тоа вчера што се случи, а и најавите на Приштина дека во наредниот период ќе биде изведена уште една таква акција, бидејќи вчера не се уапсени сите осомничени, само укажува дека кризата околу Косово, безбедносната криза и меѓунационалните односи внатре во меѓу ентитетите е на високо ниво. Денеска Вучиќ упати остра критика до меѓународните сили и до КФОР пред се, бидејќи КФОР изјави дека Белград бил информиран за оваа акција. Вучиќ денеска буквално изјави дека тие лажат, дека не биле информирани, дека Србија немала никакви информации, дека косовските сили планираат да направат полициска акција во српскиот ентитет и изјави дека Белград имал некои своји разузнавачки информации, но дека ни оддалеку не бил информиран од меѓународните сили и дека КФОР според резолуцијата 1244 од Советот за безбедност имал обврска вчера да реагира и да не им дозволи на косовските специјалци да влезат во српските општини. Имам и прилог на темава, предлагам да го видиме, па се враќаме со анализата. Вице-премиерот и министер за надворешни работи на Косово Беџет Пацоли побара објаснување од мисијата на Обединетите нации во Косово УНМИК, зошто нејзини службеници биле инволвирани во протестите на локалните срби во Зубин Поток. УНМИК вчера изрази вознемиреност поради апсењето на своите двајца службеници и побара нивно итно ослободување, најавувајќи меѓународни мерки. Медиумите во Приштина објавија дека во акцијата во Зубин Поток се уапсени русинот Михаел Красночеков и србинот Дејан Димовиќ, кои со возило на мисијата на Обединетите нации биле на барикада во Зубин Поток во намера да ја спречат полицијата да ги однесе пред истражните органи уапсените припадници на полицијата. Дејан, денеска имаше и критика, односно порака и од рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров дека приказната што се одвива во Косово е директно вина на Западот, кој што доста попустливо се однесува. Па токму така, Москва и очекувано реагираше, пред се да не заборавиме дека освен што е голем сојузник на Србија, Москва исто така и веројатно во политика секогаш е контра на другата страна. Ако западните држави ја поддржуваат независноста на Косово, Москва нормално дека ја поддржува целовитоста на Србија и на српскиот народ, пред се и Белград голема поддршка има, но овој прилог само повикот, односно прашањето на Пацоли што барал членот на УНМИК на барикадите. Денеска одговор стигна од Белград, каде што Белград го потсети Пацоли дека во склад со резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 1244, членот на УНМИК имал право
односно имал обврска да биде на тие барикади и да следи што се случува тамо и дека и Квор имал таква обврска, но тоа не го исполнил и денеска излегува некои информации дека се работело за големи, дека биле претепани неколку луѓе на барикадите кои биле лица со посебни потреби, а дека членот на Умник сакајќи да ги спаси добил, нели, бидејќи као испаднало дека прави отпор на барикадите, иако имал наблюдувачка мисија, последна информација е дека членот на Умник, русинот, е пратен во Белград бидејќи има тешки и сериозни повреди на главата, но во секој случај Приштина има право да се сомнева во него бидејќи руски е од Русија, член на Умника, ама е од Русија, така да може би имало и информации дека се работи за некоја разузнавачка структура. Ќе видиме што ќе биде наредниот период и како се тоа ќе заврши. Да, изгледа дека доста ќе биде честа тема Косово. Па се најавува дека во наредниот период ќе има акција, така да ќе видиме како ќе биде. Така, ќе анализираме, но она исто така што е втора важна тема, фокусот беше ставен секако и тука во нашите анализи. Европската Унија, европските избори завршија, сега почнува некако битката за внатре европска битка, европска меѓу лидерите за челни позиции на институциите. Да, но и ривалитетот помеѓу Меркел која е во заминување и Макрон кој... Како најава за оваа тема, кратко само прилогот да го погледнеме и се враќаме со заклучни поенти. Германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Емануел Макрон не успеа да се договорат за тоа кој ќе биде новиот председател на Европската комисија. Состанокот на шефови на држави и влади на 28-те земји членки беше зад затворени врати, без асистенти или мобилни телефони. Макрон смета дека соодветни кандидати се данскиот комесар Маргрет Вестагер, преговарачот за Брекзит Мишел Барние и холандскиот социјалдемократ Франс Тимерманс. Шпанија и Шведска според западни медиуми го поддржаа Тимерманс, а Ирска и Хрватска Вебер. Луксембург и Словенија дале поддршка за Вестагер. Полска и Унгарија силно се спротивставуваат на Тимерманс, кој како подпредседател на Европската комисија предводеше правна истрага против двете земји. Јана дете прилогот самиот објасни каде се сопна на првата рунда на преговори околу идниот кандидат за председател на Европската комисија. Она што е интересно и го кажав пред прилогот е дека доаѓа на некој начин до ривалитет, да видиме кој е појак помеѓу досегашниот лидер во Европската унија, велам од земјите членки на Европската унија, Ангела Меркел која е на заменување на некој начин од политичката кариера, и Емануел Макрон кој значено е ривалитет помеѓу Германија и Франција, но и помеѓу Макрон и Меркел. Ангела Меркел се залага новиот председател на Европската комисија да биде Манфред Вернер како председател на групацијата, политичката групација на Европската народна партија. Тој е нејзин фаворит, први не германеца, после и е кандидат на политичката струја која освои најголем број на пратенички места, па по логиката на Меркел и досегашната логика тој би требал да биде на некој начин мандатор на таа Европска комисија. Наспроти тоа Макрон не го прифаќа Манфред Вернер како кандидат, дури беа и изненадени дипломатите, меѓу кои и Меркел, од брзината на одбивањето на Макрон на кандидатурата на Вернер, сметајќи дека оваа партија има пад на пратенички места, па оттаму и го нема мандатот, но и тој се залага за нешто друго, тој се залага наспроти Меркел, која по дефолт он треба да биде председател на Европската комисија. Макрон се залага да дојде до гласање внатре помеѓу лидерите и преку гласање да се види кој може да биде новиот председател на Европската комисија. Еден од кандидатите и фаворитите на Макрон, како што и самиот прилог рече, е Мишел Барние, досегашниот преговарач на Европската унија за Брекзит, но и Тимерман, социјалдемократот од Холандија, како и данската еврокомесарка Вестагер. Тие се прифатливи за Макрон, но Макрон исто така изјави дека Вебер не знае француски јазик, а новиот лидер на Европската комисија мора да го знае францускиот јазик, како е еден од причините. Тие се особено врзани за нивниот јазик. Па врзани се си ги држат националните чувства. Во секој случај имаат проблем внатре и државите имаат проблем за едните
прифатлив едниот, за другиот е прифатлив другиот. Ќе потсетам дека Полска и Унгарија па не сакаат да биде данскиот социјалдемократ Тимерманс, кој доскоро беше заменик председател на Европската комисија и кој ја направи една правна истрага против Орбан и во Полска, па оттаму се противат на неговата кандидатура. Ќе видиме, ова е првата рунда на гласање, ќе мораат на 20 јуни најдоцна веќе да го имаат и кандидатот кој ќе биде новиот член на Европската комисија. Дејан, ти благодариме за анализата на вестите од регионот и светот. Секако гледачите може да те гледаат секој ден во истиот термин. Така е, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Јас и Јана се одјавуваме. Тука се гледаме повторно во 17 часот на тема што содржат новите социјални реформи, има ли пари во буџетот. Ќе имаме и интересни гости. Останете со програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.